Министерот за правда Игор Филков ќе ја води меѓупартиската работна група што треба да ги креира новите изборни правила. По неуспешниот прв обид за состанок денеска е постигнат договор дека сите одлуки за евентуалните измени на изборниот законник ќе се носат со консензус. На предлог на представниците од политичките партии беше побарано јас да видам председавач со истата. Беше утврдена некоја динамика на работа и веќе за 23-ти е закажан вториот состанок. Ние веќе имаме изработено материјал кој што беше готов тамо пред изборите, ќе почнеме со него. Одлучите ли како ќе работите во смисла на тоа како ќе се носат одлуките во рамките на работната група? Со консензус. Се уште не е одлучено дали ќе се донесе целосно нов изборен законник, дали ќе се отвори прашањето за нов изборен модел или пак се ќе остане во рамките на препораките на ОПСЕ од ДИХР. Следната средба ќе ја даде конечната насока, а на 23 март секоја партија ќе ги представи своите предлози. ВМРО ДПМН прифаќа најголем дел од препораките на ОПСЕ, но разгледува и можност за воведување една изборна единица со одреден изборен праг, за кој допрва треба да се преговара. Албанскиот блок инсистира на повеќе изборни единици со варијации од 3 до 8. Од СДСМ претходно беа наклонети кон една изборна единица, но засега не откриваат со што ќе настапат на следниот состанок. За левица пак е важно да се изменат правилата за државното рекламирање на сите парламентарни партии. Знам предлага намалување на бројот на претениците од 120 на 90, но тоа бара уставни измени за кои поголемите партии не се подготвени. ЛДП освен една изборна единица предлага и воведување на отворени листи. Изборниот законник е дел од реформската агенда и требаше да биде донесен до јуни минатата година. По неуспешните предизборни измени Брисел одобри дополнителен рок до јуни оваа година. Катерина Нешкова, Сител телевизија.